Драги ученици, добар ден! Денешното видео е наменето за англиски јазик, предметот, и е наменето за ученици од 4-то одделение. Моето име е Теодора Ингелизовска и денес ќе зборувам за present simple tense или сегашно просто време на македонски. Кога и како се употребува present simple tense? Самото име, сегашно просто време, or present simple tense, ја означува нешто што постојано се случува, секојдневно или нека навика која што ја правиме постојано. I drink coffee every morning. Пијам кафе секое утро. That is repetitive activities which I do every morning, or habitual activities. My brother often plays football with Eddie. This may not be a repetitive activity, значи ова не мора да биде постојано секој ден, меѓутоа се случува од време на време и затоа велиме дека ова е еден вид навика или хоби. Формула. Што значи формула? Како ни се образува? Многу едноставно. Значи, affirmative, што се вели на македонски позитивна реченица, или потврдна, subject, што е значи подмет, plus verb, глаголот, plus noun, именка, plus adverb, прилог. Ќе зборуваме и за прилозите понатаму. Во некој случај прилогот може да стои и пред глаголот, ќе видиме тоа како понатаму. Негатив, негативна реченица, subject plus don't, doesn't, plus verb, plus noun, plus adverb. Interrogative, do, does, plus subject, plus verb, plus noun. Слободно можете да го паузирате видеото ако треба да запишете нешто во вашите тетрадки. Rule of third person singular или правило за трето лице еднина. Verb plus s. Што ни означува ова verb plus s? Тоа ни означува дека на глаголот се додава наставката s. На следниот флик, како што може дома да си го отворите, ќе погледнете табела or chart, каде што ни стојат сите лица во еднина и множина. Како се образува present simple tense во еднина и во множина? Например, да се вратиме на I drink coffee every morning. Тоа ни е прво лице еднина. Второ лице еднина ќе ни биде you drink coffee every morning. Трето лице еднина ќе ни биде he or she drinks, еве ни го verb plus s, drinks coffee every morning, или еве ни го тука my brother plays football with Eddie, бидејќи my brother ни е трето лице еднина. Понатаму, множина, plural. We drink coffee every morning, you drink coffee every morning, they drink coffee every morning. Значи, како што приметуваме, наставката s на глаголот се додава само во трето лице еднина. Тоа ќе го погледнете, значи, како што кажав на овој линк. Што ни означува интеррогатив? Сега ќе зборуваме за како поубаво да сватите како се образува present simple tense. I visit my grandparents every Sunday. Ова ни е прво лице еднина, како што рековме, бидејќи поради тоа ќе се стои без наставката s. Негативно. I don't visit my grandparents often. Ова ни е, како што рековме, прилог. Ќе ги разгледуваме понатаму.
во видеово. Прашална. Do you visit your grandparents often? Што приметуваме? Yes, I do. No, I don't. Ова ни се кратки одговори, но овој глагол don't ни произлегува од глаголот do. Кога правиме прашална, тоа оди пред подметот, во овој случај you, и ни се образува со Do you visit your grandparents often? Yes, I do. No, I don't. Does Eddie play soccer on Tuesdays? No, he doesn't. He tidies his room on Tuesdays. Сега, за трето лице еднина, бидејќи реков дека на глаголот додаваме наставка s. Тоа ни е во случај на affirmative. Во случај на негатив, во случај на verb plus s. Does Eddie play soccer on Tuesdays? Кога ни е трето лице еднина, глаголот не добива наставка s. Зошто? Бидејќи веќе наставката отишла во глаголот do. Запомнете, во прашална форма does, наставката s стои на глаголот does и тоа е на почеток. Тука не можеме да ставиме s, не смееме. Does Eddie play soccer on Tuesdays? Кратките одговори ни биле no, he doesn't. Или може да биде yes, he does. Толку. Но ако речеме no, he doesn't, во овој случај кажуваме нешто друго. He tidies his room on Tuesdays. Но како ќе биде негатив? Eddie doesn't play soccer on Tuesdays. Еве, тоа е тоа што сакав да ви го кажам за негативните реченици. Eddie doesn't play. Не може да стои doesn't plays во никој случај. Повторно, наставката s се губи од глаголот и ни останува doesn't. Doesn't play soccer on Tuesdays. Тоа сигурно може да го видите табелата предходно што ви го дадов линкот за табелата. Овој линк тука. Можете исто така да погледнете во вашите учебници. Со моите ученици работам по книгата Welcome 1, сината, тоа е сината книга. Таму исто имате да си погледнете во Unit 10. Мислам дека беше Unit 10, yes. И за тие што работат по други книги, сигурна сум дека имате, бидејќи ви е по програма, ќе си најдете, но исто така може да се послужите со овој линк. Spelling rules. Што не се spelling rules? Spelling rules ни се правила кои што ги употребуваме за глаголите. За трето лице еднина додаваме наставка s, но не сите глаголи добиваат само наставка s. Има исклучоци. Што значи тоа? Овие се основните примери. Visit, visits, еве ни го глаголот s, play, plays. Но што, например, ако имаме wash? I wash my hands often. I wash my hands usually. I usually wash my hands. Или тоа ни е, прво лице еднина. Но за трето лице еднина, например, ако сакаме да речеме my friend usually washes her hands. Washes, кога имаме s and h, then we have es.
бидејќи по нагласок не би можеле да кажеме washes. Значи самата природа на изговарањето ни наложува дека ставаме и s, washes. Истото тоа ќе важи и за watch. My parents, my father, еве за трето лице еднина, my father watches documentaries every night. Значи, татко ми гледа документарни програми секоја вечер. Watches, истото ни стои за, како и тука, и S. Ова tidy, што го кажав предходно, се извинувам, за he tidies his room. Значи, еве го, why, но меѓутоа тука ни го нема. Кое е правилото за ова? Tidy, y, преминува во I и се додава и S, и станува tidies. Или поедноставно, y го бришеме, се брише и се додава I и S. Goes. Ова ни е еден исклучок од правилата. Значи, ова go, исто така како тука, може goes, не е толку тешко да се изговори како, например, watches или watches. Добро се изговара goes, меѓутоа се пишува исто така и s. Значи, ова се некои основни глаголи, кои што е добро да си ги знаете. Јас на моите ученици им кажувам дека најдобро се учат со тек на време. Значи, листата на глаголи е голема, со текот на времето, како што ќе сретнувате, така ќе учите нови и со преку вежбање нормално, ќе успеете да ги совладате. Понатаму. Еве го тоа сега што го објаснував на почетокот, прилози. Значи, многу често present simple tense е пропратен со прилози. Всушност, тие прилози ни помагаат да разбереме да разбереме некоја реченица дека е во present simple tense. Што значи тоа? Прилогот може да стои, рековме, пред глаголот, но може да стои и на крај. Најчесто се овие прилози кои што ги употребуваме: always, usually, sometimes, every. Ова every може да биде пропратено со повеќе зборчиња: day, week, weekend, Monday, month, I don't know, at mornings, at evenings, etc. Often, never. She always wears her uniform at work. I usually do my homework in the evenings. Bob sometimes eats lunch in a restaurant. Sarah and Jill go to cinema every weekend. Еве, зошто, например, Sarah and Jill не е goes? Бидејќи, ако беше само Sarah, тогаш ќе беше, или само Jill, Sarah goes to cinema every weekend, или Jill goes to cinema every weekend. Но, кога имаме две или повеќе имиња, тоа всушност ни заменува заменката they, и рековме дека во трето лице множина немаме правило, глаголот не добива наставка s. Значи, глаголот добива наставка s само во трето лице еднина. He often buys books online. We never drink coffee before bedtime. Како што приметувате од овие прилози, every повеќето ни стојат пред глаголот, но every ни стои после. На крај. Sarah and Jill go to cinema every weekend. I visit my grandparents once a month. Еднаш месечно, например. Or I go to the library every Monday. Одам во библиотека секој понеделник. She goes to library every Monday. Таа оди во библиотека секој понеделник. Или ајде за трето лице, Bob reads 2 books a month.
Bob чита 2 книги месечно. Значи, ова е нешто repetitive, како што рековме на почетокот, како repetitive activities, значи се повторува секој месец. Значи, Bob секој месец чита по 2 книги. Пример. He often buys books online, го рековме, значи често купува книги онлайн. We never drink coffee before bedtime. Ние никогаш не пиеме кафе пред да си легнеме. Наследниве линкови, тука што се прикажани, ќе можете, на овој линк тука, ќе можете да видите повеќе прилози и како се употребуваат. Значи, ова што го кажав, но малку пообјаснето и со повеќе. И исто така ќе приметите дека стојат или пред глаголот или на крајот на реченицата. На вториот линк има вежби кои што може да ги решите. Согласно со лекцијата што ја објаснував. И се надевам дека нема да имате никакви потешкоти, дека ќе биде совладана денешната лекција, што беше Present Simple Tense, пропратена со прилози. Ви благодарам и пријатен ден.